Добро вечер за Зоран Доревски, поранешен прв човек на 6-та управа при МВР, управа која се занимава со обезбедување на одредени објекти и личности, доктор по безбедносни науки. Благодарам што сте во КОД. Благодарам на поканата. Веќе 30 години се обидувате да го разјасните атентатот над поранешниот претседател Киро Глигоров. Сме имале многу разговори и секогаш верувам дека имате некој нов момент, токму тоа и повод на ова интервју. Зад нас се фотографии од времето пред 30 години, фотографии од сега Мерцедесот кој се чува во МВР и фотографии кои што се уште не дале доказ кој всушност го изврши атентатот над поранешниот претседател. Постои ли некој нов момент или нешто ново што можете да го кажете, особено ако ги разгледаме уште еднаш фотографиите кои се неколку пати можеби и појавени, некои од нив во јавноста, а некои можеби за прв пат ќе се појават во КОД? Текот на времето постојано носи некоја нова информација, некоја нова индиција и правилно вметната во мозаикот од мноштво настани фрла ново светло на целата ситуација и дава можност да го погледнеме и од еден поинаков агол и еден мал детал може да разјасни многу настани, односно да ги даде контурите што всушност се има случајно на 3 октомври 1995 година во 9:45 часа. Првите или можеби единствени фотографии пред атентатот се онаа која е фотографиран германскиот професор, кој подоцна во јануари беше поделена и на новинарите во 96-та година. И таа фотографија всушност според тогашните кажувања на туристот е направена ден порано. Точно така. Меѓутоа се појавија поголем број на фотографии од сцената на настанот и на некој начин предизвика спротивставени толкувања и објаснувања или би рекол слободни објаснувања и толкувања која донесе до или продуцираше некои контроверзи и би рекол слободни, необврзни новинарски толкувања кои понатаму направија целосна забуна околу сцената на настанот и што навистина се случувало во претходните 24 часа, како и во моментот на самиот настан. Постоеше фотографија на која што е сликан, фотографиран германскиот професор, која што тој подоцна ја развил и во јануари 96-та година беше поделена и на новинарите. И на таа фотографија се гледа старата железничка станица и тој самиот. Да, потоа се појави уште една фотографија која е поширока фотографија. До ден денеска, еве јас лично, иако сум 30 години и јас новинар, не можам да разјаснам која фотографија кога е всушност сликана и зошто секогаш во јавноста е објаснувана оваа фотографија каде што во широк кадар се гледа железничката станица, а всушност не можеме да го видиме професорот. Овие две фотографии направени се во различен временски период. Фотографијата од германскиот професор е направен претходниот ден. Морам овдека да напоменам дека дополнителна забуна во 2008 година прави еден оперативец на службата за државна безбедност, оперативец во 7-то одделение кој на професорот Фрчковски му дава податоци дека и он има критичното утро пред атентатот направено повеќе фотографии и ако се сеќавате тие двајцата заминуваат кај јавниот обвинител Шврговски, но тој ги отфрла фотографиите тврдејќи дека се работи за германски фотографии според материјалот на изработка и дека во Република Македонија не располагаме, односно нашите фотостудија не располагаат со таков материјал. Меѓутоа да ве прашам зошто би фотографирал некој утрото пред атентатот? Од седмата управа, таа е управа за следење и фотографирање. Да, за посебни оперативни истражни мерки и действија. Тоа е вистинското прашање и тоа е многу индикативно прашање. Јас со колегата
имам разговарано во повеќе наврати и цврсто сум убеден дека неговите изјави се точни и мислам дека втората фотографија, средната што ја гледаме, е точно направена од него. Претходната или првата фотографија би била од германскиот фотограф, направена претходниот ден. На втората фотографија веќе се гледаат утринските сенки кои се многу големи, а на улица Македонија сонцето изгрева на источна страна и во раните утрински часови, како што било студен сончев ден 3 октомври, навистина прави многу големи сенки, што мислам дека го потврдува исказот на оперативецот на Службата за државна безбедност, односно тогаш веќе преименувана во Дирекција за безбедност и контраразузнавање. И на таа фотографија можеме да видиме и некои лица покрај Амито 8. Има силуета покрај Амито 8 која што не се распознава. Машки лик, веројатно. Да, точно така. Акцентот на фотографијата паѓа на личноста што е на тротоарот, меѓутоа вредноста на оваа фотографија е ликот што е веднаш до самото Ами 8. Од изјави на сведоци, знаеме дека, документирани изјави на сведоци, дека Ами 8 доаѓа на улица Македонија негде во 6:45 часот и дека оно лице што го гледаме на фотографијата е всушност лицето кое чува празен простор за паркирање на Ами 8 на точно одредена позиција. Амито го донела жена, велат. Амито го носи блондинка со плава долга коса и го напушта автомобилот, а клучовите ги предава на лицето што го чува местото. Што значи дека атентаторите не биле 100% сигурни, или тоа е моје толкување, дека тој ден ќе треба да действуваат, или па дека нападот ќе биде 100% ефикасен. Да пообјасниме дека претходниот ден Амито исто така се паркира таму, веројатно вежбаат позиција или слично, затоа е на претходната фотографија од германецот. Точно така. Да, денес со сигурност знаеме дека Ами 8 во повеќе наврати е носено на улица Македонија и секогаш е поставено на истата позиција. Има очевидци кои потврдуваат и даваат изјава дека Амито и во попладневни часови било поставувано, меѓутоа тоа се веројатно е периодот кога се вршеле подготовките и кога атентаторската група ги правела маркерските позиции, односно го дефинирала просторот, диагоналата и моментот кога треба да се притисне далечинскиот активирач на експлозивната направа. Сепак останува нејасно зашто оваа втора фотографија сликана од колегата од Агенцијата за разузнавање е направена и кој го пратил тоа да го прави и која е причината непосредно пред атентатот. Дали е вообичаено со оглед на тоа што сте биле на функција на обезбедување на лица и објекти да се праќаат лица кои што треба се грижат за разузнавање надвор од државата внатре и да сликаат траси на претседател или друг функционер? Значи, од она што информација го имам добиена од колегата е дека он наредбата да ја фотографира улица Македонија и некои определени објекти и простори е под сосема друга легенда, односно дека имал сосема друга задача и дека извршувајќи ја таа оперативна активност е фатен и овој детај. Таа оперативна активност не имала насетување дека некој ќе направи атентат, дали со тоа поврзано? Па не официјално, дека воопшто немало допирни точки со атентатот, обезбедувањето или превентивни мерки или контраразузнавачки, откривачки и така натаму. Дека била нека сосема друга активност. Добро, ова е ексклузивно дека се појавени всушност дека се работи за две различни фотографии кои се снимени во два различни тајминга. Поред мене и од два различни извори. Меѓутоа, она што остана недоумица е и кој го изврши атентатот, а уште помалку знаеме кој го нарача, иако има теории за тоа дека ембаргото е клучната работа и кршењето на ембаргото, односите со Србија, враќањето од средбата со Милошевиќ на писателот Глигоров. Меѓутоа, веднаш по настанот направени се одредени фотороботи кои укажува на евентуалниот извршител или купувач пак на Амито.
Тука исто така јавноста никогаш не го дефинираше тој момент кој е купувач на мито, а кој е извршител и кој човек сушност го гледаме. Ова се 3 фотороботи тоест 2 фотороботи кои беа направени во тоа време. Првиот кој што е по опис веројатно на продавачот на возилото, вториот кој подосна не е толку во јавноста излезен од германската служба, и она што е недоумица и прв пат ја себе го гледам и јавноста е кој е третиот. Третиот е еден лик од српското подземје, инаку по потекло од Република Босна, роден негде во средината на 50-тите години, соработник на српското крило на Сараевската служба за државна безбедност Дарко Ашанин, кој во почетокот на 90-тите години мигрира према Србија, се приклучува на српското подземје и многу брзо, во исклучително краток временски период, стигнува до врвот на белградското подземје. Според некои извори, дури ја зазема втората позиција веднаш после Аркан. Во белградското подземје не се вклучува во класичните мафијашки активности на трговија со дрога, бело робје, него добива задачи и учествува во организираниот криминал, односно, ако се сеќавате, односно сите добро се сеќаваме, во периодот меѓу 92 и 96 година Србија е под ембарго на Обединетите нации заради непочитување на резолуцијата за прекин на воени дејствија. И Дарко Ашанин добива задача да се дислоцира, односно да преиде во Република Македонија, поточно во Скопје, каде се вклучува во шверцот со нафтени деривати, што станува главен проблем за Србија во време на ембаргото. Само да подсетам дека Глигоров на втори оди во Белград, разговара со Милошевиќ и таму... Да, тоа е 95-та. Да, таму одбива да се случи царинска унија, конфедерација или било што ќе поврзе трговски Србија со Македонија. Точно така, меѓутоа ова е периодот веројатно предходно, кога главната дистрибуција на нафтени деривати и на целиот тој подземен бизнис, да кажам, се одвива од Република Бугарија преку Македонија за Србија, и главна компанија која ги дистрибуира нафтените деривати од Бугарија за Македонија е Мултигруп, која имаат седиште во Скопје. Дарко Ашанин е повеќе пати гледан во таа канцеларија на Мултигруп. Тесно се работува со директорот на представништвото на Мултигруп Иво Јанчев и учествува, па дури може да се каже дека раководи со целата таа операција на снабдување со нафтени деривати на соседната северна држава. Она што е сега карактеристично и за Иво Јанчев и за Дарко Ашанин е дека веднаш после атентатот прво загинува, односно врши самоубиство Иво Јанчев во хотел во Софија, а 3 години после атентатот, 1998 година, во близина на својот ресторан Колосеум или Легец, ја не знам точно кој беше, е застрелан и усмртен. Овој Дарко Ашанин. Лицето што е исклучително слично со фотороботите и за кој сметаме дека, односно, дека го има набавено Ами-8 според изјавите на сведокот и описот на фотороботот. Третата фотографија всушност не е фоторобот, тука е ликот на Дарко Ашанин. Ликот на Дарко Ашанинов, дека конкретно ја гледате фотографијата, мислам дека од неговиот нехролог. Зашто го споменувам? Ја споменувам 98 година и ликвидирањето на Ашанин. Во таа година загинуваат уште тројца припадници, би рекол, на подземјето, кои во предистражните постапки се приведувани во МВР и распитувани, односно задржувани и до 72 часа. Тоа е, едниот е Лесковица, а вториот е Нуиши. И која е врската сега меѓу Лесковица, Нуиши и Ашанин?
На третата позиција во времето на Ашани, кога е во зенитот на својата мок во српското подземје, се наоѓа македонски државјани. Исто така приведувани, со него се водени истражни действија предистражни действија околу атентатот. Меѓутоа тој подари блиндиран Мерцедес по атентатот. Не, Нуиши го подари македонскиот државјанин Петрит Аме, кој 98 година повтор пат е ликвидиран, бидејќи ние добивме еднаш информација дека 96-та загинува во сообраќајна несреќа и изгорува во сообраќајната несреќа, меѓутоа по деталите на автомобилот и некои неизгорени документи, косовската полиција заклучува дека се работи за Петрит Аме. Во 98 година Петрит Аме и Лесковица Петрит Аме повтор пат е ликвидиран и повтор пат добиваме информација. Па не знам сега ни дали за првиот ни за вториот пат. Меѓутоа тогаш дефинитивно му се губи секоја трага и сакам да кажам дека Петрит Аме има третата позиција во српското белградското подземје, веднаш после Дарко Ашани, и од тука ја наоѓаме врската меѓу сите овие што се приведувани и со кои се обавувани разговори и за операцијата Мултигруп и за Братиславската врска. Сега станува доаѓаме до еден многу интересен момент, зашто е критична или клучна 98 година и зошто се они сите на некој начин елиминирани и отстранети во тој период. Ако се сеќавате, 98 година во Македонија се избори и помеѓу двата изборни круга тогашниот кандидат за министер за внатрешни работи на опозицијата, македонскиот Хенри Кисинџер, односно идниот министер за внатрешни работи господинот Павле Трајанов, најавува дека атентатот ќе биде расветлен и веднаш после вториот круг на изборите, односно негово именување за министер за внатрешни работи, он понудува награда од $1.000.000 за очевидец, сведок или лице кое располага со соодветни информации за атентатот. Моите анализи упатуваат на тоа, иако не мора да значат. Јас и не можам со 100% сигурност да кажам дека лицето на фотографијата е идентично со или е токму лицето од фотороботот. Сличноста е неверојатна. Графолозите и вештаците сметаат дека ликот се совпаѓа дури со 80%. Само да кажам дека за овој лик во средината се велеше дека е од Канада и дека е човек кој што не е точно така, ликот во средината не е фоторобот, туку е вистински одбран лик кој очевидците во многу ги потсеќал на ликот што го има купено амиосното. Имаме повеќе очевидци, значи лицето што го продава амиосито, меѓутоа имаме и очевидци од денот на недела, сега не се сеќам точно кој ден е, мислам дека е пред 24 септември, кога на автопазарот фактички нагледувал, се интересирал и барал амиосо. Меѓутоа, еве, после сето ова што го кажавте, до ден денеска не е расветлено, дали некогаш од српската служба БИА или од српската влада се побарани документи во врска со вакви сомнежи или наводи, дали се испорачани, а со оглед пак дека се работи со некои што може би работеле за службата, ама работеле со подземјето, а не официјално, може би нема никаква писмена трага? Моите информации говорат дека со службата не е никогаш, со српската служба не е никогаш официјално стапено во контакт на оваа тема, нити па дека е нешто побарано. Особено после атентатот на Џинџич, кога доаѓа до отварање на многу досиеи, расветлување на многу вакви криминални настани, нели, во овој период, односно и пред тоа е ликвидирани во Србија председателски кандидат Стамболич, ликвидирани се оголем број новинари, имало атентат на други лидери на политички партии и така натаму. Сите тие случаи кај нив се на некој начин расветлени, кој е инспираторот, организаторот, кои се извршителите. Може би тогаш била можност да се расветли и скопскиот атентат на документиран начин, меѓутоа од наша страна не е направен таков обид.
Впрочем, ми мислам дека после 96-та, 7-та, 98 година, како што реков министерот Трајанов, повторно го актуализира случајот, но 2000-та година со конфликтот, интересот за атентатот и сите оние истражни действија кои би требало да продолжат собирање на податоци, информација, аналитичка обработка и конечно расветлување, веќе не е ништо направено. Ме лажа, многу пати ме лажа, велеше во едно интервју кое го имав со починатиот сега претседател Киро Глигоров, кога го прашував кој сакаше да ги сокрие трагите и зошто не е разјаснет атентатот, тој често пати велеше никој не сакаше ништо да ми каже. Дали некој навистина се обидел да ги сокрие трагите? Со оглед на поплава во магазинот и местото каде што се чувани, дури и снимките на нашиот тогашен и сегашен снимател Бубан Буцевски, кој прв беше на местото на настанот и непосредно неколку секунди по атентатот. Не мислам дека го лажеле, мислам дека немале што да му кажат. Истрагата од овој агол денеска се добива впечаток дека е малтене попречувана, пренасочувана, успорувана и на крајот заташкувана, што дава една слика на целосно траљава водена истрага. Јас можам да кажам еден многу за мене впечатлив детај или момент. Во 1996 година во февруар месец бев испратен во Бундескрим на Универзитетот на Германската сојузна полиција БК и таму бев на нека као скратена специализација од 40 на дена, каде што се обучуваат и другите германски високи старешини. Точно на оваа област обезбедување на VIP личности, атентати, превенција, откривање, значи комплексно целиот тој сегмент. И во на едно предавање слушнав дека најлошо или најтраљаво водена истрага е направена после атентатот на шведскиот премиер Олаф Палме и се наведува дека полицијата не успеала да го блокира квартот во рок од 3 часа, сообраќајниците не биле блокирани или излезите на градот во рок од 6 часови, железничкиот превоз воопшто не бил после 10 часови, а авионскиот 12 часа, додека бродскиот превоз воопшто не бил блокиран. Изрезонира во тој момент, викам, ако ова е најлошо водена истрага, кај нас ниту железничкиот сообраќај, ниту патничкиот сообраќај, ниту воздушниот сообраќај не е блокиран. Меѓутоа тоа ми послужи за или ми даде инспирација и мотив. Веднаш кога се вратив од Скопје, го побарав началникот на сообраќај, мој именјак, и директно го запрашав зошто ние не го затворивме градскиот сообраќај, бидејќи блокирањето на сообраќајот не е оперативна акција која се прави сама за себе да се блокира, него се поврзува со бројни истражни действија од лице место, се сослушуваат сведоци, ако е потребно се прават фотографии и се обезбедуваат пунктовите за блокада да вршат препознавање, легитимирање, евидентирање и така натаму. Значи една комплексна и сложена активност. Меѓутоа, како што реков, сообраќајот воопшто не е бил затворен и бев изненаден кога началникот ми кажа дека ние имавме план, планот уште постои и сакавме да го активираме. Меѓутоа, кога планот се состои од блокирање на 3 автопатни правци, 4-тиот е магистрален пат према Приштина и постојат уште 8-9 регионални патчиња во градот кои овозможуваат напуштање на градското јадро. Ми објасни дека кога се јавил на претпоставениот старешина, он го упатил на друг, на трети, доаѓа до еден од највисоките старешини тогаш во МВР и од него добива насоки дека треба да биде подготвен и ќе добие понатаму следни насоки. Ова ме изненади и отидов, се сретнав после тоа со командирот на полициската станица Аеродром, односно
станицата која врши обезбедување на воздухопловното Скопско пристаниште и го запрашав, викам, дали доби некаква насока, не вика, не добив насоки за блокирање на воздушниот сообраќај, меѓутоа јас иницирав постапка и се јавив на претпоставениот дали треба да го затворам воздушниот сообраќај. После ова ме упатија на друг, трет и пак доаѓаме до... Кој е највисокиот сега? Вака секогаш доаѓале до највисокиот? Добро, јас нема да спомнувам сега. И дали е жив? Ситуација, не е жив. И повторно добива насоки дека треба да чека, понатаму ќе биде известен. За на крајот истиот одговор да го добијам и од командирот на железничката станица или неговиот представен, кој имаше главен инспектор по таа линија, дека исто кога се обратил до првиот, вториот, третиот претпоставени, докога стига до самиот врв од професионалните старешини на МВР, добива насока да биде подготвен и да чека понатамошни инструкции. Сега јас како љубопитен новинар, дали за веднаш по атентатот е надлежна УБК, ДБК тогашна, надлежна е јавната безбедност или тело веднаш не беше формирано, меѓутоа некој кој би можел да биде на врвот? Атентатите по опис на работа зборувам. Се многу специфични и комплексно прашање, бидејќи задираат во надлежностите и на јавната безбедност во одделот за крвни деликти или убиства. Меѓутоа, атентатот секогаш, зборуваме за атентат на председател на државата, он е инициран од политички мотиви и веќе преоѓа во надлежност на државната безбедност. Во овој случај се работеше во тие моменти на формирање на штаб, подоцна беше заведена и оперативна акција Автомобил, непосредно подоцна, и нормално дека државната безбедност ги превзеде сите ингеренции, меѓутоа штабот беше комбиниран и во него партиципираа припадници и на јавната и на државната безбедност. Агенцијата за разузнавање не беше се уште формирана и мислам, не сум сигурен како беше реализирана соработката со военото контраразузнавање и воената безбедност. Овдека може би интересно да се каже, денеска, до денес, од првиот председателски атентат на Линколн во 1860 година, значи средината на 19 век, кога државите почнуваат да имаат председатели, се завршува со кралства, царства и така натаму. До денес имаме над 200 атентати на председатели на држави. Одредени детерминанти или заклучоци може да се извлечат со анализа линеарна и дедуктивна на сите овие атентати. Јас си имам фокусирано поготово на постатентаторските периоди и ефектите или импактот од некој атентат. И може да се заклучи дека постојат два типа на истраги кои се водат после атентатот, а тоа е кога се формира некој штаб, некој тело, некој комитет, некоја работна група. Таков е, например, случајот со Ворената комисија во атентатот на Кенеди, таков е случајот со штабот наши, операцијата Автомобил. Може да се наведат бројни вакви случаи. Таков е и со Алдо Моро и некои други, да не ги споминјам, но имаме и втор случај, втора форма на организирање на истрага, кога владата или некој друг највисок орган во државата, Уставниот суд и така натаму, може да превземе само координацијата меѓу сите структури на безбедносни структури на државата и сите да бидат ставени во функција. Таков е случајот со атентатот врз председателот Џинџич во познатата операција Саблја и веднаш или многу кратко после атентатот се доаѓа до некој епилог, односно извршителите ги најдоа. Фатени се извршителите, заокружен е и инспираторот, организаторот на атентатот и може да се каже, односно и од самиот атентат добива судски случај, на некој начин може да се каже дека е целосно разрешен. Ваква ситуација имаме и во Франција после атентатот на Де Гол, ваква ситуација има и на Куба после атентат на Фидел Кастро, кога државата сите своји институции и ресурси ги става на располагање и успеваат да го откријат извршителот.
Од ова се доаѓа до заклучок дека секогаш кога е потребно да не се дојде до инспираторот, поготово, а за да не се дојде до инспираторот не треба да се дојде ни до извршителот, ни до организаторот на атентатот, тогаш се формира некое тело врз кое се има целосна контрола и од каде се насочуваат, димензионираат, дозираат по потреба истражните мерки и действија. Кај нас токму тоа се случи и за жал до денеска го немаме одговорот ниту за извршителот, ниту за нарачателот. Ви благодарам за ова интервју, со овие најнови ексклузивни моменти од она што вие го истражувате. Се надевам дека овие истражувања ќе донесат до некаков резултат и можеби ќе се затвори овој случај. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието за ова интервју.